Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е поранишниот политичар и долгогодишен аналитичар Насер Зибери. Господине Зибери, представниците на меѓународната заедница постојано предупредуваат дека политичката криза може да прерасне во етничка. Си играат ли политичарите со оган? Да, дефинитивно мислам дека политичкиот естаблишмент игра на една многу опасна карта да искористи евентуален конфликт меѓуетнички за покривање на својот политички резултат кој досега го има. Сметајќи дека тоа ќе ги амнестира од направеното, односно ненаправеното, се разбира дека тоа е една многу опасна игра, бидејќи внесувањето тензија на меѓуетнички план продуцира сама по себе нестабилност со можности за безбедносни реперкусии по земјата. А тоа се разбира не оди во прилог на ниту една политичка партија и на ниту една етничка заедница, ниту на целата држава. Ако на никого не им одат во прилог меѓуетничките тензии, тогаш зошто придонесуваат политичарите за нивно разгорување? Која е причината? Му оди во прилог на структурите политички кои не се спремни да ги почитуваат резултатите од неодамно спроведените избори во Република Македонија. Резултати кои треба да продуцираат органи на власта кои ќе бидат одраз на изборот, односно волјата прикажана на изборите. Словото на Уставот во оваа смисла е многу јасно. Мнозинството добиено на избори има уставен и политички легитимитет да ги конституира органите и во име на таа политичка изразена волја на изборите да владее до наредните избори кои може да бидат предвремени или регуларни. Мислите на ВМРО ДПМН која не го почитува сега парламентарното мнозинство? Прво мислам на претседателот на државата, кој по уставот е должен, повикан, да ги почитува изборните резултати и врз основа на тие резултати да ја изврши неговата по устав должност и надлежност, а тоа е доделувањето на мандатот. Се разбира, тука е и ВМРО ДПМН, која во ниту еден момент, иако ги призна резултатите од изборите, не е спремна да ја почитува волјата на граѓаните претворена во изборни мандати пратеници во собрание, тие пратеници кои сега имат мнозинство, да ги конституираат органите. А тоа пред се собранието и владата како продукт на парламентарното мнозинство создадено во собранието. Колку беше потребно во една ваква ситуација да се инсистира на платформата на албанските партии? Прво, мислам дека до ваква платформа и начинот на кој беше презентирана воопште не беше потребна, бидејќи прашањата кои стојат во таа декларација, која патем беше само подпишана во Тирана, зашто не можеа да се координираат овдека заради овие анимозитети кои постојат меѓу политичките актери, како кај македонците, така и кај албанците, па требаше некој од надвор да ги седне, во случајов Еди Рама, за да подпишат некоја изјава која всушност по содржината не представува спорно прашање по ниту една точка, освен прашањето на осудата на геноцидот врз албанците, која е надвор од контекстот и политички и уставноправен, бидејќи се повикува на период
кога Македонија и не постоела како држава. Све друго, значи, е во рамките на платформите, политичките програми на тие политички партии, само тие на погрешен начин и дојдоа до консензус да ја подпишат и на погрешен начин ја презентира, а со тоа им даде алиби и на Иванов и на ВМРО ДПМН да се фаќаат за сламка за спас од состојбата во која се наоѓаат. Тогаш таа беше алатка ли за дефокусирање на јавноста? Дека во ниту една точка од таа изјава не се доведува во прашање унитарниот карактер на државата, тоа лесно може да се провери и секој што еднаш ја прочитал ќе види дека во ниту една реченица таму не е кажано дека овие политички партии ќе се залагаат за промена на уставноправниот поредок на земјата, но некој свесно сака тоа да го прикаже како опасност од редефинирање на уставниот поредок на земјата. Се разбира со тоа сакајќи македонското население во Република Македонија да го исплаши од нешто што реално не постои, а создавањето на таква клима од опасност од евентуално редефинирање да ја хомогенизира македонската етничка заедница и со тоа да ја спротивстави кон Социјалдемократскиот сојуз како структура која наводно подлегнала на таквата декларација и политичките партии. При тоа, несвесно или свесно, подгревајќи ги во исто време и тензиите кај албанското население, кое во моментов од овие протести, од овие изјави, од овие апели, се чувствува загрозена и таа во иднина да се мобилизира и тоа е кратката патека до меѓуетничкиот судир во Република Македонија, кој би бил навистина не штетен, туку катастрофален. Дали со иста цел според вас и протестите на иницијативата за заедничка Македонија кои траат веќе неколку недели? Идеаторите, креаторите, организаторите на овие протести се свесни за пораката што ја праќаат. И дека тоа намерно го прават, и дека некој ги спонзорира и материјално, и медиумски, и организацијски, додека една група на граѓани им се приклучува со честни намери, со недоволно упатеност, при тоа несвесно потпаѓајќи под стремежите на организаторите да се манипулира масата во одбрана на своите интереси, а не заштитата на унитарниот карактер на земјата и она што по дефиниција на Уставот представува Република Македонија. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека стои за договореното со СДСМ, но дека и ВМРО ДПМН треба да биде дел од решението. На двете страни ли игра Ахмети? Мислам дека ДУИ и Али Ахмети постојано се дел од проблемот, не можеа да се одлепат од структурата која создава проблеми и понатака мислам дека со ваквите изјави само создаваат конфузија и даваат надеж на тие што се надвор од парламентарното мнозинство да притискаат и понатака со протести и со ваква тензична атмосфера за да се постигне некоја цел, а таа цел би била седнување на преговори за наоѓање на некое решение. Откако ќе биде одржана конститутивната седница и ќе биде избран претседателот на собранието, има ли простор претседателот Ѓорѓе Иванов да го додели мандатот? Неговото тактизирање само создава што поголем и покомотен простор на овие структури, значи да се суспендира уставниот поредок во земјата и да се создаде една маса на преговори за излез од кризата. Мислам дека за Иванов ќе биде недоволно и формалното докажување низ уставно предвидена процедура на создавање мнозинство, бидејќи тој и така е свесен дека мнозинство има,
но тоа мнозинство он не сака да го почитува, односно сака да ја врати топката на преговарачка маса, а не во институциите на системот, кои по устав се надлежни да ја водат земјата, а тоа е собранието, а тоа е владата, а тоа се институциите на системот. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.